Со претходно поделени пакети од храна и новогодишни колечиња и без вообичаеното физичко присуство на децата заради пандемијата, Детската амбасада за сите деца на светот ја продолжи 16 годишната традиција на Божикниот ручек, а која втора година се одбележува во пандемски услови. На денешната пресконференција, организаторите на овој значаен настан за повеќе од 500 деца од цела Македонија порачаа дека децата, како наше најголемо богатство, ги заслужуваат сета љубов и внимание на овој свет, а особено на вакви големи семејни празници. Божикниот ручек е наменет за децата без родители, за децата на бранителите, како и за дечињата со посебни потреби, со единствена цел и тие да ја почувствуваат божикната празнична магија. Нашите активности ги насочивме во дистрибуирање и доставување на пакетчињата низ градовите Скопје, Куманово, Тетово, Охрид, Струга, Битола, Струмица, Штип, како и други општини, а се разбира и тука во Прилеп. Нашата порака е во рамките на нашето мото «Едно небо за сите деца», бидејќи децата се нашата иднина, а целта и значењето на овој настан се мотив за нашата посветеност кон единство на децата, без разлика на нивната јазична, верска, полова и социјална определба. Владиката Петар, кој традиционално го благословува овој Божикен ручек, освен што изрази силна загриженост за драстично опаднатиот наталитет, кај како што рече државотворниот македонски народ, тој порача и дека Божик најмногу е празник на децата и затоа на нив треба да се посветува огромно внимание и љубов. Божик не го личи без деца. Божик на вистина не го личи без деца. Опстојот на еден народ, на една држава, па и на целиот свет е исклучиво во тоа дали ќе има прираст на населението и дали тој прираст ќе биде организиран и воспитан во духот на нашата, конкретно зборувам за нашата православна вера и нашата православна црква. Денешниот голем христијански празник на сите деца им го честиташе и градоначалникот на Прилеп Борче Јовчевски. На децата без родители, децата на бранителите, децата со посебни потреби и на децата членови на Детската амбасада за сите деца во светот, сакам да им го честитам празникот и новата година со желби за многу здравје, радост, среќа, успех и безгрижно детство. Заради посебните услови во кои се организираше годинашниот Божикен ручек, годинава не беше доделено најпрестижното признание за општествена одговорност, орден за носител на мирот и пакета за пријател на децата. Но тоа секако ќе било дополнително организирано, рекоа организаторите.